Почитувани, ја слушате и гледате Македонски корени со вашите домаќини Бети и мојата маленкост Јован Треновски. Сега е 18 часот и 49 минути. Како што напоменавме, ја следите Македонски корени од Сиднеј со нас, вашите домаќини, како денес, така и секоја сабота, Бети и Јован Треновски. Во наредниве минути, почитувани, ќе говориме за актуелни теми кои што се од општи интерес за сите нас, а на прашањата кои ќе произлезат од темите, одговор ќе побараме од нашите денешни гости. Почитувани, мило ни е што сте се одлучили и денес да го изберете вистинското место и вистинската фреквенција од 88.1 FM на радиото RTJ, како и социјалната мрежа Facebook. Ви благодариме што и денес ве има во голем број почитувани. Во следниве минути ќе другаруваме со господинот Атанас Киријаков, еден од основачите на ОМО Илинден од Пиринска Македонија, како и со господинот Дивјаковски, иницијатор за сето ова и одговорен за техниката. Се гледаме, верувам и се слушаме добро. Ако е така, добро ви утро, господине Киријаковски, и добро ни дојдовте за прв пат на Македонски корени. Добро утро на вашата ценета редакција, на слушателите на Македонски корени и на сите македонци во далечна Австралија, од градот Горна Џумаја, денешен Благоевград, Пиринска Македонија. Добро ви утро и од мене, господине Киријаков. Се надеваме дека ќе имаме плодна дискусија и ќе го задржиме вниманието на сите оние кои се заедно со нас во овие моменти, но и на оние кои покасно ќе не гледаат и слушаат. А тука да го поздравиме и Рубин Дивјаковски, кој што го гледаме, и тој е одговорен за техниката таму, и ако може само да го подели, да го помести, да помести камерата, да се гледаме така, полево подесно, да се гледа повеќе господинот Киријаков само. Ето така, добро е сега. Господине Киријаков, на 9 мај Вселенската патријаршија ја призна Охридската архиепископија пред 3 дена, поточно во четвртокот поглаварот на Македонската православна црква богослужеше заедно со поглаварот на Српската православна црква. Ние денес нема да зборуваме дали ваквата одлука е исправна или не, дали со овој чекор се враќа или не достоинството на Македонската православна црква, или пак дали Македонската православна црква е чекор поблиску до автокефалноста. Реков нема да зборуваме, бидејќи за овие прашања сакаме во блиска иднина да разговараме и да се обидеме да добиеме одговори од најмеродавните кои се задолжени за црковните прашања. Денес во нашиот разговор сакаме да ве прашаме за нешто друго. Најпрво, кажете ни како е организиран црковниот живот, сепак е во корелација со црковното живење и со црквата. Каков е организиран црковниот живот на македонците од Пиринска Македонија? Дали има македонски православни цркви и под која епархија припаѓаат и какви се вашите очекувања, односно што треба сега да направи, односно кои чекори треба да ги направи Македонската православна црква за македонските верници во Пиринска Македонија после една ваква одлука која се уште е недоразјаснета пред македонската јавност? Да, во право сте. Тие денове Вселенската патријаршија ја признаа Охридската архиепископија, но според мене како светско лице најмеродавниот одговор може да дадат најмеродавните кои се задолжени за црковното прашање. Што се однесува до Пиринскиот дел на Македонија и црковниот живот на македонците и македонките во Пиринскиот дел на Македонија, овде искам да подчертнам етничките македонци и македонки во Пиринскиот дел на Македонија. Црковниот живот во Пиринскиот дел на Македонија е следниот. Етничките македонци и македонки во Пиринскиот дел на Македонија се наоѓаат во Неврокопската епархија. Неврокопската епархија, која е приклучена кон Бугарската православна црква, и во моментот во цела Бугарија има две цркви.
Едната е Бугарска православна църква официална, а другата официална е старостилна църква, православна, и поради неможност македонците и македонките во Пирински удел на Македонија, па и во Бугарија македонците, што са да одат во друга црква, одат во Бугарската православна црква и во старостилната православна црква, која има и храм во Благоевград, во кварталот Струмско. Освен тоа, во Пирински удел на Македонија има и католичка црква во селото Ново Делчево. Тоа са така наречените унијати од Кукушко. Тоа са бегалци од 1913 година. Се знае дека градот Кукуш во Егејски удел на Македонија и Кукушка околја на времето беа испратили унија до папата. И црквата во Кукуш и во Кукушко беше унијатска. Та во Пирински удел на Македонија постои и таква црква унијатска во селото Ново Делчево. Што се однесува до црковниот живот на македонците и македонките во Пирински удел на Македонија како македонци, како верници црковни, овде во Благоевград беше седишкето на христијанското братство Свети пророк Илија, но за жал при неизјаснети околности починаа и председателот и секретарот на христијанското братство Свети пророк Илија и моментално црковниот живот е прекинат, се не знае до кога. Така, во Битола неодамна се отвори културниот центар Ванчо Михајлов, а истовремено се затвори македонскиот клуб во Благоевград. Колку години функционираше овој клуб и како тоа се случи да се затвори? Дали има некаква поврзаност со приемот на делегацијата на македонците активисти од Бугарија, која делегација ја прими председателот Стево Пендаровски? Да. Значи, во Битола се отвори бугарски клуб на контраверзниот Ванчи Михајлов, а во исто време во Горна Џумаја, денешен Благоевград, македонскиот клуб беше затворен. Мислам дека има некоја поврзаност во Битола да се отвори на караволокот и главорезот Ванчи Михајлов на негово име клуб, а не случајно го викаме караволок и главорез на Ванчи Михајлов овде во Пирински удел на Македонија, пошто до вчера имаше се уште жени со црни шамии од злосторствата нанесени врз македонскиот народ, врз македонските синови и ќерки од караволокот Ванчо Михајлов и Тодор Александров. Што се однесува до клубот, македонскиот клуб во Благоевград, овој клуб функционираше од неколку години и за Великден, пред Великден, беше затворен. Газдата на клубот едностранно наруши договорот за кој клуб ние редовно си плакахме кирија. Газдата на клубот беше притиснат од јавната и тајна полиција на Бугарија и мислиме дека нашите анализи показаа дека има и врска со тоа дека наша делегација од Пирински удел на Македонија на македонци се сретна со председателот Пендаровски. Овде треба да подчеркна дека четворица или поточно половината од делегацијата беа благоевградчани од Благоевградскиот македонски клуб. Значи мислиме дека има и врска за тоа како казна, дека ние се сретнавме со македонскиот председател Пендаровски, бевме казнати од бугарската држава. Така, пред неколку недели вие јавно го повикавте поранешниот премиер на Македонија господинот Љупчо Георгиевски да ви даде под наем простории за потребите на клубот, бидејќи тој има свој имот таму. Дали испративте и писмено барање до него и дали добивте одговор на вашите барања? Да, точно дека се обратуваме кон бившиот премиер господинот Љупчо Георгиевски, поради фактот дека има стан во Благоевград и имахме некој план А и план Б
плановта беше да се обратиме кон господинот Георгиевски со молба станот кој е празен во моментот и не го користи, да ни го даде, да се собираме, да не бидеме на улица. Моментално сме избъркани от нашия клуб, кој беше затворен, и сега нема кај да одржиме со останоци. Писмена молба немаме до господинот Георгиевски, но во разни македонски вестници и сајтове се обративме до господинот Георгиевски. За жал, одговор още од него нема. А зашто се обратихме кон него? Треба да подчертая дека ние, членовете и раководството на ОМО Илинден, помогнахме на времето на господинот Лупчо Георгиевски и на луѓе од ВМРО ДПМНЕ да станат пратеници во Народното събрание, а самиот господин Георгиевски да стане премиер на Република Македонија. Факт е дека ние од ОМО Илинден, наша делегација присуствува на првиот конгрес по Прилеп 1991 година. Факт е дека на сите манифестации што ги одржаше ВМРО ДПМНЕ, кога беше председател господинот Лупчо Георгиевски, наши учесници исто така присустваха на тие манифестации за пратеници во собрание на Република Македонија, за председателски избори на Република Македонија, како што беше господинот режисер Любиша Георгиевски, кој се бореше тогаш со Киро Дилгоров и така натаму. Та мислата ми, не случајно се обракаме кам господин Лупчо Георгиевски, за тоа дека ние од ОМО Илинден, македонците, поможихме Лупчо Георгиевски да стане премиер на Република Македонија, а и многу пратеници да станат, многу македонци од ВМРО ДПМНЕ да станат пратеници во собрание. Но за жал тие работи се заборават, дека сме помогнали и сега немаме одговор за тоа дали Лупчо Георгиевски ќе биде така добар да ни даде подслон и да провеждаме состаноци во неговиот стан во Благоевград. Кога сме кај поранешниот премиер на Македонија господинот Лупчо Георгиевски, тој неодамна требаше да има обраќање на една панел дискусија во рамките на новата комисија во Сенка, во која комисија покрај него се наоѓа и поранешниот премиер Владо Бучковски, како и универзитетската професорка Катерина Колозова, но и уште неколкумина други. Дали имате информации како помина и каков е вашиот став на оваа нова македонско-бугарска комисија, која што е формирана на иницијатива на бугарскиот историчар Стефан Дечев? Да, следим ја ситуацијата. Во Софија преди 2 недели се основа така наречениот клуб за македоно-бугарско пријателство, во кое учествува разни бугарски и македонски интелектуалци като основачи, меѓу нив и бившиот премиер господинот Лупчо Георгиевски. Сега таму са и на состанокот беа и професор Катерина Колозовска, како и бившиот премиер Владо Бучковски. Но што се случи на состанокот преди неколку дена? Состанокот не се одржа поради напад во салата на војниот клуб на членови на така нареченото БНД на Каракачанов, и поточно во залата упадна сегашниот лидер на това БНД Джамбаски, заедно со негови приврженици, кои осуетија и не дадоа можност да се проведе лекцијата во војниот клуб, на која требаше да збори господинот Георгиевски и професорот Дечев. Но сакам да подчертая дека еден ден преди да биде растурена збирката во војниот клуб во Софија, намерно во градот Мелник, каде ние од ОМО Илинден на 17 април по повод 107 годишнината од
од убиството на легендарниот македонски војвода, револуционер и демократ Јане Сандански положивме венци. Значи, еден ден преди да се направи состанокот во военниот клуб, некој си бугарофил од Република Македонија со неговата жена, новинар Виктор Канзуров, на 15. мај отишел во град Мелник со жена му и на споменикот на Јане Сандански венците што ги поставил Ому и Линден ги фрлил во ѓубре. Значи тука е поврзана работа на Државна безбедност и на БНД на Каракачанов, да се направи провокација на 15. април од лицето Виктор Канзуров и неговата супруга, като фрлят во ѓубре венците за Јане Сандански положени од Ому и Линден, а на другиот ден да биде растурена збирката на Клубот за македоно-бугарско пријателство, на која требаше да чете лекција господинот Лупчо Ѓоргиевски, професор од Дече. Поврзани работи, провокации за нас, нашиот анализ покажува од бугарската држава и од БНД на Каракачан. Господине Кирјаков, пред да се префрлиме на една посветла тема, сакам уште малку да се задржиме за клубот. Вие рековте дека сега немате каде да одржувате состаноци. Што преземате, односно какви чекови преземате? Какви се вашите планови за да повторно го отворите тој клуб и клуб кој што и како им е потребен на етничките македонци и македонки од Благоевград, односно Горна Џумаја, Пиринска Македонија. Дали наповедок е скоро отварање на клубот? Клубот, македонскиот клуб во Благоевград беше едно средиште во кое се собиравме етничките македонци и македонки во од Пиринскиот дел на Македонија од Благоевград, во кој клуб проведувавме наши состаноци, на кои состаноци присуствуваха македонски интелектуалци, писатели од Пиринскиот дел на Македонија, кои представаа своји најнови творби. Запознававме се со најновите македонски книги, со македонските вестници издавани во Пиринскиот дел на Македонија, што беше вестникот Народна воля, со главен редактор Ѓорги Христов, вестниците Пиринска Македонија, вестник Македонец, вестник Пиринска пошта, вестник Ке и други. Сега моментално сме на улица и не може да проведуваме овие македонски состаноци и нашата намера е да пуштиме една сметка за собирање финансиски средства со цел да закупиме просторија која да биде за наш македонски клуб во Горна Џумаја, денешен Благоевград. Зошто треба да закупиме, а не да бидеме под наем? Зошто сметаме дека поново ако земеме некоја просторија под наем е ризично, зошто ништо чудно поново да бидеме избркани. Затоа најдобро е ако може да помогнат од македонската диаспора, Австралија, Америка, Канада и пошироко македонците, со една хуманитарна акција Македонец за Македонец, патриот за патриот, да се соберат финански средства и да си закупиме една просторија која да биде наше македонско огниште, наш македонски дом, во кој да се собираме да правиме состаници на културна основа. Македонскиот народ е секогаш дарежлив, веруваме дека позитивно ќе одговори на оваа ваша иницијатива. Господине Кирјаков, македонскиот премиер Димитар Ковачевски на 28 април од Собраниската говорница најави отворање на нов клуб за македонците во Бугарија. Дали може би ве контактира за да ви ја соопшти таа негова намера и да ве праша за мислење каде треба да биде тој клуб и за каков клуб станува збор?
Дали пак вие го контактиравте и да побарате барем средба, на која средба би се дискутирало по оваа точка? Да, ние сме информирани и запознати со изјавата на господинот Димитар Ковачевски, премиер на Република Македонија, но сакам да подцртам следново. Ние како македонци и македонки, етнички македонци и македонки во Пиринскиот дел на Македонија, живееме моментално во границите на Република Бугарија. Тоест, ние како граѓани на Република Бугарија од бугарското правителство бараме да ни се вратат човечките права кои ни беа однети како македонци од време на Тодор Живков 1963 година, кој изјави дека во Бугарија немало македонци, нема македонци и никогаш нема да има македонци. Ние македонците од Пиринскиот дел на Македонија се бориме за враќање на нашите одземени човечки права, кои еднаш веќе ги имахме добиено, како што реков, за време на културната автономија. Што се однесува до Република Македонија и до господинот Димитар Ковачевски? Тоа си е работа на Република Македонија и е многу добро ако се отвори таков клуб во Благоевград и да се вее македонското државно знаме. Но разликата е во тоа дека и ние, македонците од Благоевград, сакаме да си отвориме наш приватен македонски клуб, во кој да си правиме сустаноци, а што се однесува до това дали ќе одиме во клубот кој ќе биде отворен од Република Македонија, се разбира да. Мислам за некои културни пројави, за изложби, за литературни четења, да се запознаеме со нови вестници и книги што излезат во Република Македонија и така натаму. Но ние сакаме, освен клубот Културно-информационниот центар, поточно што ќе го отвори господинот Димитар Ковачевски, да си биде на Република Македонија, а ние да си имаме наш македонски клуб, наш приватен македонски клуб во Благоевград, со наши средства закупен. Убава идеја, верувам ќе успеете. А дали во изминатиот период можеби сте покушале да барате средба со бугарскиот државен врв, председателот или пак премиерот, не само со новите, туку и со претходните власти? Да, многу пати се обидуваме да излезнеме од анонимност, во смисла такава дека ние за бугарскиот државен врв сме невидливи. Значи, Бугарија пред цел свет се старае да докаже дека овде во Бугарија и во Пиринскиот дел Македонија нема македонци, не канат ниту по медии електронни, ниту по печатни, ниту по вестници, телевизија, радио, ниту не допуштат да имаме средби со високиот државен бугарски врв и бугарски институции. Неодамна имахме некоја шанса да се сретнеме со бугарскиот премиер, новиот бугарски премиер Кирил Петков во Благоевград, кој беше на посета во Благоевград преди 3 недели, и на таа средба имавме некоја можност да се допреме до него. Како исклучок беше таа средба, случајна, и да го прашаме: господине Петков, вие како премиер ќе бидете ли така добри да ни одговорите после 16 присуди во судот во Страсбург, зошто бугарскиот суд не регистрира ни една македонска организација или ни едно македонско здружение во Бугарија? Значи, Бугарија како член на Европскиот сојуз би требало и требе да исполни присудата на судот во Страсбург. Кој е Европски суд? Бугарија азиатска држава ли е? Тунизијска држава ли е? Не е ли европска држава и да не почитува одлуките на судот во Страсбург?
азиатска држава ли е Бугарија или е европска? Второ нешто, Комитетот на министри на Европейската унија даде рок на Бугарија до месец септември. Ако Бугарија не си промени конституцијата и не регистрира бугарскиот суд македонските организации и издруженија, Бугарија ќе претрпи некои казни од Европската унија. Така. А има ли некаква реакција од бугарскиот државен врв? Очекувате ли наскоро некакво раздвижување околу исполнувањето на 16 пресуди? И кои се следните чекори кои ви стојат на располагање? Нека слушнат добро слушателите на македонски корени, што ќе рече сега. Во земјата во која ние етничките македонци и македонки треба да бидеме господари, всушност ние македонците овде во Пиринскиот поробен дел на Македонија сме роби. Алтернативата на тој систем во Бугарија не е по-различен од одродувањето. Социјална деградација, емигрирање, физичка смрт или борба, неравна борба со бугарскиот окупатор, фашистички, кој негира и не признава постојањето на македонци и на македонки, ошто од монархот Тугинец Фердинанд, син му Борис, диктаторот тоталитарен Тодор Живков, кој 1963 година рече дека во Бугарија македонци не е имало, нема и нема да има. Девизата на Тодор Живков дека нема македонци се спроведува дури и до денес, и тоа сите го гледаме. Пред некој ден се навршија 150 години од раѓањето на нашиот македонски национален херој, војвода и водач на Македонската револуционерна организација, македонскиот револуционер Јане Сандански, познат како Пирински цар. Дали имаше некаква специјална церемонија по тој повод или пак бевте попречени од бугарските власти? Јане Сандански опеано толку многу песни од македонскиот народ во Пиринскиот дел на Македонија. Јане Сандански, легендарниот македонски војвода, револуционер и демократ, учесник с младотурците во 1908 година за време на Уриетот, кога можете ли да си представите луѓе кои до вчера се били крвни противници да си стиснат раце и да се прегрнат како браќа. Јане Сандански, кој народот овде во Пиринскиот дел на Македонија го крсти со името Царот на Пирина. На 18 мај 1872 година во селото Влахи се роди од татко Иван и мајка Милка Јане Сандански. Сега се навршија на 18 мај 2022 година 150 години. Негови крвни роднини од градчето Кресна, писателот Борис Сандански и Зоја де Ѓубоа Санданска беха преки учесници на литературните четења посветени на нивниот дедо-прадедо. Исто така градоначалникот на градот Кресна и кметскиот наместник на селото Влахи, каде во местото Шемето е роден Сандански, организираа бесплатен превоз, литературни четења исто така, панахида во црквата во село Влахи. А ние од наша страна готвиме моментално, се знае дека 150 години че е цела година, готвиме една брошура по повод 150 годишнината на нашиот војвода Пирински Јане Сандански. Тука треба да подчертая дека 150 години, таа година и од раѓањето на апостолот и идеологот на македонското револуционно движење Гоце Делчев, за кој па ние во Томо и Линден исфарахме специјален календар по повод таа негова годишнина од раѓање.
Господин Кирјаков, ајде да проговориме малку и за културниот и спортскиот живот во Благоевград, односно Горна Џумаја. Време немаме многу, а знам дека и батеријата ви е при крај. Кажете ни најпрво за фолклорната група Веселина, која постои околу 20 на години и дали има и други културни друштва кои ја негуваат македонската песна, оро и традиција, но и за она што на многумина можеби не им е познато, а тоа е постоењето на македонски фудбалски клуб во Благоевград, кој за прв пат е регистриран, односно основан пред 100 години. Кажете ни нешто повеќе и за овој клуб и дали имате некои активности во пократки црти, така за да можеме барем да го поздравиме господинот Дивјаковски. Поведете. Не се слушаме? Не се слушаме. Да, поведете сега со одговорот. Во Пиринскиот дел на Македонија и поточно во Горна Џумаја, денешен Благоевград, има неколку фолклорни групи, како таа што реколте дека се вели Веселинка. Аман. На која група фолклорна скоро бех гост по повод 20 години од нејното основавање, но најголемата фолклорна група во Благоевград тоа е ансамблот за народни песни и танци Пирин Благоевград. Тој ансамбл беше основан 1954 година, кога беше културната автономија во Пиринскиот дел на Македонија и беше македонски народен ансамбл за македонски народни песни и ора Пирин. Во Благоевград има и фудбалски тим со истото име Пирин и може отворено да се рече дека ансамблот за народни песни Пирин е душата, а фудбалскиот клуб Пирин е срцето на Благоевград. Што се однесува до фудбалскиот клуб Пирин од Благоевград, наскоро започнаа празниците за одбележување 100 годишнината од основањето на фудбалот во Горна Џумаја, денешен Благоевград. Првиот фудбалски тим во Горна Џумаја е основан на 1 март 1923 година под името Македонија. Значи, првиот фудбалски тим во Горна Џумаја се вика Македонија. Вториот фудбалски тим се вика фудбалски тим Илинден, а после неговото обединување меѓу фудбалски клуб Македонија и фудбалски клуб Илинден се основа и фудбалскиот клуб Македонска слава. Значи, Пирин е потомак на фудбалски тим Македонија, фудбалски тим Илинден и фудбалски тим Македонска слава. Супер. Сега има наредени во Благоевград по повод празниците кои тече за тие 100 години, изложби на центарот во Благоевград на централен градски площад Георги Измирлиев Македончето пред општина Благоевград и изложба во регионален исторически музеј Благоевград. Изложбите ќе бидат повеќе од месец на тие локации што ги споменах преди малце, а после ќе вртат и на други локации низ градот и квартовите на градот. Пирин, фудбалскиот клуб, моментално е во прва лига, првенството заврши во Бугарија, Пирин остана во прва лига, до година пак е во прва лига. Радо се за феновите од Благоевград и пошироко. И како што рекох, тие две институции, ансамблот за македонски народни песни Пирин и фудбалскиот тим Пирин,
са душата и срцето на Благоевград. Така. Господине Кирјаков, поради ограниченото време овде ќе мора да го прекинеме разговоров и покрај тоа што навистина задоволство ни беше со вас да разговараме. А меѓутоа пред да се отпоздравиме, дајте ни го господинот Дивјаковски, кој што беше иницијатор за да ве поканиме на Македонски корени. Господине Дивјаковски, јас само да ви се заблагодарам за помошта, еднаш веќе се заблагодарив, не знам дали слушнавте, која ни ја дадовте можноста да го реализираме ова линковско поврзување, бидејќи вие сте повеќе по техниката. Меѓутоа да не заборавиме да и се заблагодариме на твојата ќерка, која што навистина ви помогна. Јас сакаме да разговараме, ви ветуваме дека ќе повеќе, ви ветуваме дека наскоро ќе направиме интервју само со вас. Меѓутоа ми се чини дека Бети нема да ве остави без прашање. Јас секако полесно поминуваме со меѓутоа Бети верувам. Добар ви ден, господине Дивјаковски, и од мене. Опростите што денес не ни остана повеќе време за разговор и со вас и вашите активности, пред се со активностите во Македонија. Но сепак, нема да ве оставиме без да ве запрашаме. Ке сакате ли да ни кажете која е причината што ве одведе патот во Бугарија? Добар ден, поздрав до сите слушатели на Македонски корени, посебно поздрав до моите Facebook пријатели, публика. Така. Па, зошто ме отера? Затоа што не можи веќе и не се трпи теророт кој ни се врши на нас македонците. Во Македонија и македонките, вистински македонци. Значи, секој ден сме угнетувани, дали со казни, дали со пресуди вадени од ракав, каде што ни на суд некој ќе те повикат, едноставно добиваш пресуда. И едноставно си најдов љубов ваму македонка, и по мајка и по татко. Значи не си се откажувам од Македонија, ја не се откажувам од македонските корени. Македонец до гроб ќе си бидам. Мислам дека животот да го продолжам тука, се до промена на оваа марионетска власт која имаме при нас и која му наштетуваат на секој еден македонец и македонка. Кој вистински македонец се штиклирани и во секој поглед му нанесуваат само штета. Така, и за кратко јас ево едно прашање. Дали во Бугарија сега кај што сте, си најдовте простор во организациите кои што делуваат и работаат на тој простор за македонизмот и како сте прифатени? Многу добро сум прифатен, едноставно и ме познаваа пример од социјалните мрежи, повеќе мина браќа тука, сестри, и значи добро сум прифатен и немам проблем никаков. Так. Моментално, значи ме почитуваат како и секогаш. Господине Дивјаковски, ви посекуваме среќа. Ете, заедно со господинот Кирјаков, ви благодариме за учеството во Македонски корени. Посекуваме да си имате убав викенд, пријатно до слушање и секако до видување во некоја друга прилика. Благодарам, ви благодарам и уште еднаш една голема благодарност. Значи во овие 5 години што ми помагале мене браќа и сестри од диаспората, 2-13 на број, кои не ме оставиле на цедиво да страдам. Значи, ако не биле тие, ќе сум имал вистински проблем. Значи, му благодарам пред се на браќа и сестри од македонската диаспора кои ги имат ширум Македонија, надвор Македонија, Канада, Швајцарија, Австралија, Америка. Поздрав денесен, бидејќи Македонски корени се гледа и слуша на секаде во светот. И едно големо благодарам од мене како председател на културно-просветно и спортско друштво Светилник од Благоевград до Душан Ристовски, кој беше председател на литературното друштво Григор Парлишев од Сиднеј, до Ангел Вретовски, до Доне Димов од Камбера, до Васил Тилев, кој е од Пиринскиот дел на Македонија од Благоевград, и до сите македонци и македонки во далечна Австралија и широм светот.